Битолчанец, злоупотребувајќи ја довербата на својот пријател и сосед, му ги дознал податоците од личната карта и трансакцијската сметка и подигнал брз кредит на името на оштетениот. Од МВР известува дека во оваа измама вредна 22.000 денари било вмешано и трето лице, женска пријателка на измамникот, на чија сметка и стигнале парите. Измамата се одиграла по електронска банкарска апликација. Иако станува збор за суми кои се движат до максимум 700 евра, од МВР ни одговорија дека имаат почести пријави со злоупотреби на туѓи лични карти за брзи кредити. На територија на СВР Скопје пријавен еден случај, но измамникот успеал да оштети граѓанин и со неговите лични податоци да подигне кредити во 3 различни сервиси за брзи пари. Во Велес пак е забележана највисоката измама. Велешанка успеала со туѓа лична карта и кредитна картичка најпрвин да го убеди сервисот за брз кредит да ја даде на заем 39.000 денари, а потоа да ги земе парите од банкомат со украдената кредитна картичка. Најчесто овие електронски крадци ги крадат документите на невнимателните граѓани и брзаат во сервисите за брзите кредити и преку итна процедура успеваат да ги престигнат оштетените, пред овие да пријават во полиција дека им ги нема документите. Така се случило и во Куманово, каде на жена и биле украдени документите. И пред да пријави, веќе и биле подигнати 14.000 денари брз кредит од банкомат. Во реонот на СВР Охрид имало 3 случаи кога со украдени лични податоци биле подигнати брзи кредити, но откриен е само еден крадец, а двајца се непознати. Во СВР Струмица имало 2 кражби на податоци кои непознати сторители ги искористиле за земање брз кредит во 3 различни фирми. Сепак рекордер е Штип. Тамошната полиција има пријави за 6 случаи. До сега СВР Штип поднел една кривична пријава против 5 сторители кои со измама земале брзи кредити и задолжувале други граѓани. Единствено решение за овакви случаи е зголемена будност и на граѓаните, и на полицијата, и на сервисите за брзи кредити.